Со преживеани мозочни удари, 69-годишната Бедрие Ферадова од Иловица 4 години лежи неподвижно во кревет. За неја се грижи незината снаа Барие, која секој ден ја гледа, храни и негува. Но за жал, државата не и дава пари за помош и нега од друго лице. Ферадови, кои едве врзуваат крај со крај, пред социјалните институции се немокни да докажат дека нивната мајка, без помош и нега од друго лице, не може да живее. Тешко. Крај со крај да врзаш, едноставно, уз тутун, качо гледате, вонка има милеи, уз 300-500 кила тутун цела година не може да се живее и 2 деца да учиш и болен да гледаш. Стварно ми е тешко. Ферадова до 2013 примала пари за нега на трето лице, но за продолжување на помошта, контролните лица место кај неа завршиле кај некоја друга Бедрија која пак била на нива. Ферадови, кои тој ден имале закажано контролен преглед, попусто чекале цел ден. Никој не ги посетил. Ми се најавија, јас ги чеках, изгубих и термин заради них. Требаше да одам во нервното. Не довидеа, јас им се јавих, удих лично кај них. Они се управдија, демек тоа не делува на одлуката на министерот. Ама јас мислам оти главната причина е таа. Има и друга Бедрие, само со друго презиме, друг број на куќата, биле кај друга наименувана, со исто име, само со различно презиме. И она си е на нога, она си работе. Барие правдата ја бара по судски пат. Паралелно, повторно ја понела сета документација во Центарот за социјални работи во Струмица, но ја одбиле. Саках да поднесам како го добијах имах наути мислене од конзулярното мислене, не можеш да поднесеш понови документи, демек делото е во тек, не е разрешено вашиот случај и јас ставаме устана, само парите во вода ми видеа. Од Министерството за труд и социјална политика информира дека правото за паричен надоместок за помош и нега од друго лице на Бедрие Ферадова и се укинува бидејќи не се појавила на контролен преглед, ниту се јавила во Центарот за социјална работа за да поднесе ново барање. Апелираа до семејството Ферадови да поднесат ново барање за да и се обнови правото на користење парична помош.